она што се случувало во изминатиот период, апсолутно мислам дека не треба никогаш и седнаш автопат да почне да се прави врз база на она како што е почнато овој автопат во 2013-14 година. Ќе кажам и зошто. Затоа што проектот е пред повеќе од 20 години и на истиот проект е отпочната изградба на автопатот во Кичево. Ако кажам дека проектот предвидуваше одење над водоснабдителниот систем над Кичево, може би некој нема ни да верува, меѓутоа тој проект е лесно проверлив и тоа може да констатираат посебно оние кои што работат во јавното претпријатие за државни патишта. По делот, јас упорно тврдам и до ден денес, дека ниту беа проектирани клучки, значи ниту излези некакви во населените места. Комплетно нерешена експропријација. Работено е само на делови каде што евентуално можело да се работи и некаде реализацијата во 2017 година беше не повеќе од 30 и нешто посто. Меѓутоа, се друго натаму беше комплетно заглавено. И затоа, секој некој што е заинтересиран и да ја знае вистината, слободно може да се обрати до јавното претпријатие за државни патишта, што во 2017 година е зачекано тој пат. Затоа, за да разбиваме дилеми, не да се кажу не една деценија, овој пат воопшто на почеток не требало да почне вака да се прави. Како и ниту еден друг пат, кој што во нареден период ќе се прави.